Уште еднаш добро вечер и од мене. Фала ти, Маријан, за инспиративната стендап комедија. Се надевам дека не ти беше воопшто тешко да се инспирираш од нашиот јавен дискурс и да ни представиш овде секојдневие дебатно од собранието, од телевизиските екрани и од домашни услови, од семејства, од фамилиите. Но во исто време сум сигурен дека вечерва ќе те побиеме и сигурен сум дека нема овој настан да ти биде инспирација за некоја следна епизода од твоите популарни епизоди на YouTube и дека ќе покажеме вечерва една аргументирана дискусија, организирана дискусија која што е се, но не е она што ти ни го покажа вечерва. Ти благодарам уште еднаш за наставот. Кога велам ние, мислам пред се на МОВ како организатор на настанот, мислам на претениците од власта и опозицијата кои што прифатија да учествуваат во организирана и аргументирана дискусија, зашто сакам да им се заблагодарам. Мислам на гостите говорници, на новинарите од традиционалните медиуми кои што се надевам непристрасно ќе проследат дебатата и ќе искоментираат од нивна гледна точка дали во Македонија постои доволно дебата за развој на демократијата и при тоа се надевам нема да заземат експлицитна страна од дебатерите. Тука мислам и на оние 50-тина во моментов кои што го следат овој настан во живо на интернет. Поздрав до radio.mov.mk. И пред се мислам на вас, почитувана публика. Ве има некаде околу 200 на број, кои што се надевам дека во два блока од по 20 минути ќе аргументирано и организирано ќе ги представите вашите ставови. Преку прашања и преку коментари. Овој дом верува дека во Македонија постои доволно дебата за развој на демократијата. Тоа е тезата за вечерва. Теза која што е фер, која што е дебатлива, која што е податлива и теза на која што може да се дебатира. На оваа теза ќе имаме два тимови, афирмативен тим кој што ја поддржува тезата, тим кој што цврсто ќе брани дека во Македонија постои доволно дебата за развој на демократијата и негацијски тим кој што обратно, бескомпромисно ќе ја негира, ќе ја напаѓа тезата, односно ќе тврди дека во Македонија не постои доволно дебата за развој на демократијата. Во овој момент сакам да ги поканам на сцена афирмацијскиот тим, господинот Александар Спасеновски и господинот Владко Ѓорчев, да ни се придружат на афирмативната страна. Аплауз. Негацијскиот тим, претениците од најголемата опозициона партија, господја Радмила Шекеринска и господин Игор Ивановски, повелете. Веќе ги најавив и гостите говорници. Новинарите господја Оливера Трајковска од телевизија Алфа, господја Снежана Лупевска од Канал 5 и господин Мухамед Зекири од Алсат М. Новинарите нема да се придружат на сцена, бидејќи сцената е мала, меѓутоа ќе имаат посебен сегмент во време трајање од 6 минути кога се обраќаат на публиката. Господине Спасеновски, почнуваме со дебатата. Ќе ве замолам да заземете вашето место, имате 5 минути. Пред да започнете, би сакал да ви поставам едно кратко прашање, чиј одговор се надевам ќе го искористите како вовод во вашиот прв афирмативен говор. Во колумна на 30 ноември 2009 година, пред отприлика 2 години, во Нова Македонија, сте изјавиле: за разлика од пред 15 години, кога политичките партии повеќе се доживуваа како душмани, а не како противници, кога другиот секогаш беше предавникот, а одговорноста за ветувањата на изборите беше непозната категорија, денес приликите се драстично променети. Дали се уште стоите за ова ваше тврдење? Вашите 5 минути. Ви благодарам на можноста да одговорам на ова прашање, а се разбира на да дадам свое мислење во однос на генералната тема со оглед на фактот дека тезата која што изнесовте е поврзана со она кое што јас ќе го кажам вечерва. Меѓутоа најпрво би сакал да ја поздравам и да се заблагодарам за можноста оваа вечер да дебатираме. Впрочем, ова е уште една од оние прилики кои што
секогаш ги имаме да ги размениме ставовите со опозицијата, освен во собранието, освен преку пресконференциите посредно, се разбира и на телевизиските дебати. Меѓутоа, кога зборуваме за тоа дали во оваа држава има доволно демократија, фала му на Бога што за разлика од првата деценија од независноста на Република Македонија, денес заеднички можеме да заклучиме и се надевам дека тоа не е само мој став, дека политичките партии од власти од опозицијата, политичарите и јавноста многу помалку се гледаат како душмани, а многу повеќе како политички соперници кои што имаат во крајна линија иста идеја во однос на тоа каде треба да биде и каде треба да се развива Република Македонија. Меѓутоа, кога зборуваме за демократијата и во таа смисла денешната тема, сметам дека никогаш доволно демократија, никогаш доволно од повеќе дебата и никогаш доволно од повеќе слобода за граѓаните на Република Македонија. Впрочем, доколку ги земеме како примери најразвиените европски и светски демократии, ќе можеме да видиме дека и таму постои незадоволство од начинот на кој што функционира парламентарната демократија и во која насока се развива целокупната дебата. Впрочем, често пати ние како политичари знаеме да се повикаме на мислење на јавни личности, на релевантни фактори, на мислители и така натаму. Кога станува збор за демократијата, на една страна, например, можеме да се повикаме на една изјава на една американска звезда која што за нивната демократија, за она што во Америка функционира, вели дека тоа и не е баш демократија и впрочем и властите не водат многу грижа за граѓаните заради тоа што според неа, доколку било обратното, изборите немало да бидат во вторник, туку ќе биле во недела, односно немало да бидат тогаш кога луѓето се најмногу зафатени, односно ќе се одржале тогаш кога имаат најмногу слободно време за да донесат правилна одлука. Од друга страна пак исто така можеме да се повикаме на изјава на друга звезда, на друг релевантен фактор, која што вели дека ја сакам онолку владата, односно ја почитувам онолку демократијата во крајна линија и посредно сватено, колку што таа мене ме остава на мира. Онолку колку што јас ќе видам слободен и не тормозен од владата, толку повеќе ќе почитувам, толку повеќе ја сакам. Во крајна линија, веројатно, одговорот на овие прашања е некаде во средина, и би го парафразирал Черчил, кој што често пати го повикуваме, дека демократијата е таква каква што е, меѓутоа човечкиот род подобар облик на владење се уште нема измислено. Во Република Македонија кога станува збор, сметам дека тука некаде треба да го гледаме контекстот на генералната дебата. Во Република Македонија има демократија, Република Македонија е парламентарна држава, Република Македонија генерално гледано од аспект на она што се нарекува надворешна валоризација е предмет на позитивни, но се разбира и на негативни критики, меѓутоа генералните правци во кои што се развива македонската држава се сосема добри, сосема во ред и се разбира секогаш постои простор за надополнување. И оттаму тезата дека никогаш доволно демократија, но она кое што го живееме секако е демократија. Во крајна линија, доколку како пример го земеме собранието на нашата држава, македонскиот законодавен дом, ќе видиме дека постојат мноштво од инструменти, често пати дел од нив излегува надвор од уставните рамки, со кои што опозицијата, пратениците и така натаму како представници на народот имаат можност да покажат дека во Република Македонија навистина постои демократија. Наспроти уставните механизми поврзани со пратеничките прашања, со интерпелацијата на владата, со гласањето на доверба на владата, постојат и серија на механизми кои што беа воведувани низ годините. Меѓутоа, мојата теза е дека квалитетот на демократијата во крајна линија, колку што е обусловен од инструментите законски и други, кои што властите ги овозможуваат на граѓаните и на политичките партии, толку во голема мера квалитетот на демократијата зависи од самите политички партии. Мојата теза вечерва е дека во крајна линија, доколку како пример го земеме македонскиот законодавен дом, квалитетот на демократијата со оглед на карактерот на латките во голема мера зависи од работата на опозицијата. Доколку имаме опозиција која што се разбира води сметка и се обидува на секој можен начин да ја вдиши демократијата, би рекол, користејќи ги сите алатки, во тој случај веројатно и перцепцијата за демократијата е била поинаква. Од аспект на политичар кој што е дел од владачката гарнитура, се разбира дека тоа е предмет на известно задоволство заради карактерот и лагодноста во однос на процесот на носење на политичките одлуки, меѓутоа во однос на Република Македонија се разбира дека тоа не е така. Впрочем, доколку го земе предвид и доколку го анализираме собранието на Република Македонија, потоа ќе имаме можности и за други теми се разбира да дискутираме, ќе видиме дека постојат мноштво на механизми, меѓутоа карактерот на нивното искористување во голема мера зависи од оние кон кои што тие се наменети. Благодарам.
Ви благодарам, господине Спасеновски. Морам да ве пофалам за почитување на времето, точни до секунда. И уште еднаш да ја замолам техниката за тајмерот да биде на погласно. Одиме со првиот негацијски говорник, госпоѓа Шекеринска. Имам подготвено и за вас прашања. Во еден од телевизиските спотови на коалицијата Сонце од 2008 година му се обративте директно на премиерот, преку телевизиски спот, и му рековте: Никола, биди јунак како што велиш дека си и немој да бегаш од женски фустан. И затоа денеска сум во пантолони. Дуелот никогаш не се случи. Ни во 2008, ни во 2011. Дали сметате дека господинот Груевски требаше да дојде на дуел за да се соочи со женскиот фустан или за да ги соочите аргументите? Зошто баш таа формулација во спотот? Повелете вашите 5 минути. Благодарам. Сакам денеска да покажам со неколку примери, неколку тези, дека во Македонија нема дебата, недоволно, туку нема дебата за развој на демократијата, заради тоа што на сцена е тивко, но систематско рушење на сите демократски поставки. И почетокот, можеби, на тоа тивко кршење на демократијата беше со исклучување на тонот. Се разбира, ова не беше ДВК. Исклучувањето на тонот почна од 2002 година, за жал. Уште со најавата дека, после 2002, со најавата дека новиот тогаш лидер на опозицијата нема да учествува во дебати. И без разлика кој речник да го искористевме, дали оној од 2006, 2008 или 2011, во Македонија владееше едно правило, а тоа е дека се може да се случи, ама лидерски дуел нема да има. Само како пример колку е тоа важно и колку во други држави ваквиот луксус лидерите скапо го плаќаат, сакам да го споменам примерот со Словенија, во кој многумина експерти тврдат дека Јанез Јанша ги изгуби изборите затоа што ја потцени јавноста и затоа што ја потцени дебатата. Неговата одлука вечерта пред изборите кои ги сметаше за добиени, да не отиде на последниот дуел, од кој два дуела, од кој едниот на државната телевизија, го чинеше мандат. Проблемот во Македонија е што полека, но сигурно, веќе многу години се навикнуваме да нема дебата. И тоа е да е наша нормална состојба. Дебатата може да се одвива клучно на две места. Еден е парламентот, а едно се медиумите, без разлика дали се традиционалните или новите. Во парламентот, ако зборуваме за систематска дискусија и размена на аргументи, податоци и тези, нема дебата. Во парламентот имате власт која гласа и опозиција која критикува. И нема тука никаква интеракција. Ке ви кажам еден пример кој што доволно кажува каква е атмосферата во парламентот. Кога во 2008 година опозицијата предложи закон за минимална плата, парламентарното мнозинство, под диктат на Илинденска безброј, кажа не, на Македонија не и треба минимална плата, напротив, минималната плата е опасна за македонската економија. 3 години подоцна, иста држава, слична економија, поголема криза, налогот од Илинденска безброј беше даден. И речи си истото парламентарно мнозинство изгласа закон за потреба за донесување на минимална плата. Дали можеби отсуството на дебата во парламентот го надоместуваме со дебата во медиумите? Не. Напротив, се помал е бројот на вистински дискусии кои се случуваат во македонските медиуми, а полека гласот на медиумите станува се потивок и потивок. Македонија за само една година падна од 34 на 68 место на анкетите, односно оценките на Репортери без граници. Freedom House Македонија во последно време веќе ја оценува како деломно слободна земја на, замислете, 96-то место, заедно со Лесото и со Танзанија. Ако ги прашувате македонските граѓани дури и дома, ќе ви кажат дека дури 43% сметаат дека денеска во Македонија има помалку слобода и помалку дискусија и шанси во медиумите да го чујат вистинското нешто. Во Македонија нема дебата и заради тоа што медиумите се наоѓаат под стеги на власта. Не морам да цитирам извештаи, не мора да ви кажувам примери, фактот е следен.
Оние кои зборуваат се слободни, ама известно време. Се додека не бидат затворени, се додека нивните газди не бидат дисциплинирани или се додека семејствата и нивните најблиски не бидат сатанизирани. Во Македонија има слобода, ама само за оние кои имаат дозвола за слобода. Дебата во општество во кое што човекот се плаши да го каже она што го мисли, не постои. Ако ме прашувате дали имам податоци за ова, ќе ви кажам само неколку. Од анкета спроведена во 110 земји од страна на Галуп. Например, шокантно е што од сите држави кои што честопати ги споменуваме по лошо, Македонија стои уште полошо. Например, за прашањето дали се чувствувате лично слободен да го кажете тоа што го мислите, да дебатирате, да спорите, Македонија се наоѓа на 85-то место, полошо од Руанда и полошо од Индонезија. На последните 20 места сме на прашањето дали сте храбри да ја критикувате власта. Во држава во која луѓето се плашат, слободна дебата нема. Благодарам. Ви благодарам за вашите 5 минути, за вашата аргументација и за осврнување на афирмативниот тим. Следен е вториот говор на афирмативниот тим. Ќе ослушнеме господин Владко Ѓорчев. Господине Ѓорчев, во 2006 година бевте на дебата кај госпоѓа Оливера Трајковска. Непосредно пред, ако не се лажам, тогашните парламентарни избори. Дебата која што малку излезе од контрола, се сведе на лични обвинувања. Сите, се надам повеќето ја памета таа дебата. Веднаш после дебатата во колумна се осврнавте на оваа дебата и изјавивте: јас свесно загубив 10% сопствениот рейтинг, но премиерот, во тоа време Бучковски, загуби 50%. Јас ги кажував прашањата што ги поставуваат македонските земјоделци, таксистите, младите што сакаат да ја напуштат татковината, луѓето што не можат да сврзат крај со крај. Во емисијата дојдов директно од посета на неколку села во Источна Македонија и зборував поттикнат од болката и сиромаштијата на македонските граѓани. Дали сметате дека власта треба да е подготвена да го ризикува, па дури да изгуби дел од својот рейтинг, се со цел да ги слушне ставовите на граѓаните, ставовите на противниците, на опозицијата, на ваква отворена јавна дебата? Вашите 5 минути. Благодарам. Почитувани модераторе, почитувани присутни. Мислам дека апсолутно сте во право тоа што го кажавте, а тоа е дека секој оној кој што се занимава со јавна работа треба да биде подготвен да изгуби од собствениот рейтинг, затоа што рейтингот не е цел сама за себе, туку рейтингот е одреден влог кој што се има во јавноста, да се спроведе определена политика, да се спроведат определени решенија, кои што во моментот, макар и да се непопуларни, треба да бидат спроведени, затоа што сегашноста и иднината на таа држава треба да го направи тоа. Кога спомнавте за 2006 година, јас тогаш бев во посета на неколку села, последното село беше Каратманово. Тоа е едно место кога одите од Велес до Штип од десна страна по патот. Врнеше еден голем дожд и сето она што го видов кај луѓето предизвика меѓу сите нас, бевме еден тим од повеќе луѓе, силни чувства, но исто така сето тоа беше еден пресметан чекор во кој што тимот, тогашен и сегашен на ВМРО ДПМН, имаше поделено своји улоги во кои што во одредени моменти некој требаше да биде голман, некој требаше да биде лев бек, десен бек, среден ред, напад и слично. И се работи за пресметан настап во кој што некои работи кои што тогаш се случуваа во Македонија треба да се разобличат. На само 28-29 дена после таа дебата, мојот рейтинг, моето име и презиме беше
ставено на јавна верификација. Пред Источна Македонија, во најголемата изборна единица во Република Македонија, во 22 општини, резултатот беше 10 пратеници за ВМРО ДПМН, 7 пратеници за СДСМ. Мојот соговорник Бучковски во Скопје освои 5 пратеници. Во врска со тезите кои што беа тука кажани, јас неколку работи ви кажав, гледајќи го насловот кој што вели овој дом верува дека во Македонија постои или не постои доволно, значи тоа е зборот што сакам да го подлечам, дебата за развој на демократијата би го кажал следново, а тоа е дека доволно дебата никаде не постои, ниту ќе постои. Дали и во оние општества кои што ги сметаме за најблиску до идеалното, можеме да кажеме дали нешто има доволно, дали тоа може да биде подобро. Да, може, секогаш може, затоа што совршеноста и идеалното никогаш не се достигнува. Секогаш се стремиме кон тоа, но никогаш не го постигнуваме. Тоа е илјадници години човечка константа и историја. Во врска со прашањето дали во Македонија има доволно дебати или нема, и јас би рекол да, има, апсолутно има во Македонија дебата, но апсолутно дека треба да има уште повеќе, како и во секое општество на земјината топка. Да се тврди во 21. век во оваа Република Македонија, во која што околу 65% од домаќинствата имаат интернет врска, допир со целиот свет, во време кога имаме 110% или 120 можеби проценти во однос на жителите мобилни телефони, безброј блогови, безброј Facebook акаунти. Дали во оваа сала има можеби 10 луѓе кои што немаат свој Facebook профил. Во време кога има 40, 50, 60 локални телевизии, 20 на радија во Скопје и уште повеќе низ цела Република Македонија, кога има 20 или 30 весници, дека нема дебата во Македонија. Во време кога се пренесуваат на националниот канал, на третиот канал, дебатите во собранието, мислам дека е еден вид на самосожалување и барење на изговор за состојаните потфрлања во изминатите 5 години. Значи, состојбите не се идеални, но се многу, бесконечно пати подобри од околностите во кои што ние ги биевме истите битки во 90-тите, но тогаш победувавме. Благодарам. Ви благодарам за потврдувањето на тезата. Како што сами кажавте, во Македонија постои доволно дебата, меѓутоа може и подобро. Следен е вториот негацијски говор, господин Игор Ивановски, бидејќи доста слушна од дебатата, ќе има прилично тешка задача и да одбива, и да побива, и да аргументира. За вас една кратка изјава од еден сегашен главен и одговорен уредник на еден дневен вестник, кој вели: неизлегувањето на дуел не мора да значи страф на власта. Може да значи и супериорност кон соговорникот. Дали ќе се согласите со ова? Ако ми кажете кој е уредникот? Зоран Димитровски. Никако. По ниту еден основ несоочувањето не може да биде супериорност. Во животинското царство, секогаш и во човечкото општество, во социологијата, во функционирањето, дуелите постојат. Ако сакате и за жена, и за маж. Така да тоа е во основа на човечкото општество, но ви честитам вечерва што сте тука. Вечерва ниту јас, ниту Радмила нема да го бараме вашиот глас, бидејќи не сме пред избори, ниту воочи избори, но ќе сакаме да дебатираме. И дозволете да дефинитивно не се согласам ниту со тезата, ниту пак уставно и со поставеноста. Од повеќе до дефиниции за демократија ќе искористам можеби почесто користената, а тоа е дека демократија е како процес на возење велосипед. За да се движиш напред мора да ги вртиш педалите. Во оној момент кога ќе застанеш, ќе продолжиш малку и ќе паднеш. Тоа е во Македонија. Во Македонија одамна се престана да се вртат педалите и денеска, за жал,
не е клучната дебата дали имаме дебата за развој на демократијата. Ние се вративме на елементарната демократија, како она од 991 година, кога ја почнувавме да ја градиме оваа држава. А ако после 20 години сте назад, тоа е регрес. Тоа никако не може да биде движење напред. И во сиромашна држава, и во уплашена држава, каде што секој трет живее со 60 денари во джеп на ден, е многу тешко да се говори за демократија, уште повеќе за отсуство на демократија. Тоа власта го сака. Таа сака да дебатира за се, само за да ја врати амбиентот и поставеноста, условно поставување на условите за да можеме да дебатираме. Во собрание ни велат, зашто велите дека нема демократија, па вие зборите на говорница. Фалеш уште да рече дека сме стегни што сме живи, бидејќи не има. Тоа беа нивните тези. Во собранието, колеги, постои техничка демократија. И ако дозволите да се послужам со статистиката со која што работам, покрај математиката, во оваа сала вечер има дебата. Така? Ама во оваа сала сме 200 луѓе од 2 милиона. Оваа сала е една од 20.000 сали или домови преку 400.000 домаќинства во оваа држава. Денешнава дебата не е репер за дебата во државата. Ние, ако го аплицираме отсуството на дебата во целата држава и отсуството на демократија, ќе констатираме дека неа ја нема. Конечно, заборајте што мисли Игор на оваа тема. Интимно разговарајте во себе и размислувајте дали вие сте задоволни од степенот на демократијата. Дали сте слушнати, без разлика дали вашето мислење ќе биде прифатено. Конечно, се сеќавате на законот за млади. Зошто го нема во собраниска процедура? Затоа што предложивте како МОФ амандмани кои што опозицијата ги продржа. Во вистинска демократска држава немаше да дојде да има закон за млади во собрание без да бидете прашани. Од кога не бевте прашани и кога под наш притисок во јавноста и во собранието се отвори јавна дебата и кога ги добија амандманите на маса, знаете што одлучија? Да го трнат законот. И нема резултат. И тој закон нема да види виделина, се додека ви инсистирате на вашите амандмани. Знаете ли дека за буџетот нема дебата помеѓу синдикат кој што го нема, за буџетот нема дебата ни со работодавачите, ни со заинтересираните страни. Имавме дебата денеска за технолошкиот вишок. Никого не консултирале за тој закон, ќе ги укинат правата на работниците кои што ќе бидат ни ваму, ни таму. Колеги пратеници, бевме колеги слушатели, се извинувам. Тоа е мала деформација, што да правим. Пред 10 дена имавме шанса заедно со дел од моите колеги, координатори, подпредседатели да бидеме во англискиот и шкотскиот парламент. Знаете ли дека е правило премиерот на Англија да го соопшти секој политички став во собранието, а не на семафор, на тротоар или пред некоја канцеларија во владата? Никола Груевски нема соопштено ниту еден политички став во собранието, ама ниту еден. И за него тоа е доволно да не говориме за појавување на дуели. Колеги пратени, колеги слушатели, драги пријатели, Радмила говореше за класификацијата на Репортери без граници. На скалата на Freedom House Македонија оваа година бележи пат и по независноста на медиумите, оценка 4,5 од 1 до 7 и за демократскиот развој од 1 до 7 оценката е 3,2. Во оваа држава секој граѓанин мисли дека го прислушкуваат и сакате тој да говори за демократија. Во оваа држава власта ќе рече имаме интернет. Па има интернет и во Кина, и во Сирија. Па дали тој интернет е тој кој што ви дозволува се да гледате и да пишувате? Не. Во Македонското собрание нема Facebook, забранете. Нема YouTube, забранете. Viber не можете да користите на iPhone или на Android, забранете. Зошто? Затоа што треба да се лимитира комуникацијата. И на крај, погледнете ги сведоштвата на новинарите во самите медиуми. Тие потврдуваат дека владата им ги пишувала вестите, не опозицијата или некој друг. Ви благодарам. Ви благодарам, господине Ивановски. Следи финален афирмативен говор за овој циклус, за овој блок, господинов Спасеновски во 4 минути. Се надевам дека ќе се осврнете на законот за млади, кој што е едно особено важно прашање и за МОФ и за повеќето присутни во оваа сала. 4 минути за... Да, ви благодарам. Ќе се обидам во 30 секунди зборувајќи за дебатата што имавме во однос на законот за млади, со оглед на тоа дека водам комисијата за
образование во Собранијата Република Македонија и се надам дека можам да споделам неколку факти кои што вие ќе ги потврдите, да даваат прилог во однос на карактерот на темата. Прво, дека како политичка партија која што е на власт, јас како председател вас ве повикав и разговаравме како резултат на иницијативата што имавме. Остваривме неколку средби. Ви ветив дека ќе има јавна дебата, имаше. Ви ветив дека ќе има понатаму расправа во собранието, ве поканив, имаше. И на крајот ви ветив дека откако се ќе заврши, ќе се произнесем во однос на карактерот на законот и тоа се случи, законот беше повлечен. Значи, можеме да пристапиме во однос на одредено прашање, тргнувајќи од различна перспектива. Јас се обидувам токму тоа да го кажам, дека карактерот на демократијата во Република Македонија не треба да биде обратно пропорционален со рейтингот на опозицијата. Односно, колку полош рейтинг на опозицијата, толку подобра демократија, или пак колку подобар рейтинг на опозицијата, толку полоша демократија. Тоа не е така и не треба приликите во Република Македонија да ги врзуваме со рейтингот на СДСМ. Во таа смисла, зошто е тоа пак така? Зошто опозицијата се обидува тоа така да го представи? Јас сметам дека се должи на повеќе причини. Веројатно една од нив е отсуството на политички резултати на изборните циклуси изминатите години. Вториот аргумент веројатно е поврзан со недостатокот на внатрешна демократија во опозицијата и како резултат на тоа таквата перцепција пресликуваат во општеството. Веројатно дел се должи на дефлацијата на идеи која што има опозицијата, како резултат на што имаат и лоши изборни резултати. И во крајна линија сметам дека треба да бидеме свесни за онаа политика на само сожалување и концептот на жртвата која што во ситуацијата во која што се наоѓа се обидува да најде оправдување за сопствената ситуација секаде само не кај себе. Во таа смисла сметам дека е особено важно да се истакнат и неколку други параметри. Да, точно е дека во Република Македонија има интернет и не е нешто кое што треба да предпоставува посебна фасцинација. Меѓутоа во 2006 имаше 5% пенетрација на интернет, сега има 80 и нешто проценти. Во 2006 имавме 10 но интернет медиуми кои што сервисираат информации врз основа на кои граѓаните го влечат впечатокот, сега имаме мноштво на медиуми. Во 2005-2006 година имавме состојба во која што најголем дел од граѓаните се информира на класичните медиуми, на телевизиите, на радијата, на вестниците, меѓутоа знаеме дека во услови кога имаме конкуренција на јавното мислење, просторот на традиционалните медиуми, оној монопол кој што го има, се повеќе и повеќе се истиснува и на сцена доаѓаат личности, односно доаѓа време кога секој од нас може да даде свој влог во креирањето на јавното мислење. И во овие околности да се говори дека нема демократија, јас повеќе тоа би го поврзал со барање на аргументи во однос на личната позиција која што ја имаат опозицијските политичари, би рекол, во однос на потенцијалните неуспесите кои што ги има и потенцијалните успеси, односно неуспеси на следните парламентарни избори. Меѓутоа, за да не бидам погрешно сватен, како што го кажав тоа на почетокот, како што го кажа тоа и мојот колега Владко Ѓорчев, од демократија никогаш доволно, од слобода никогаш доволно, меѓутоа да не се правиме наивни и да се обидуваме преку користењето на општи флоскули поврзани со демократијата и слободата, да наметнуваме други теми и да бараме оправдувања за ситуацијата во која што како политичка партија, како личности, како опозиција сме се довеле. Во Република Македонија има диалог, во Република Македонија има дебата и верувам дека таа дебата ќе продолжи. Благодарам. Ви благодарам јас, господине Спасеновски. Мало објаснување околу законот за млади. Само да ве потсетам дека деновиве тече еден караван из државата на циклус јавни дебати со наслов Закон за млади да го вратиме во собраниска процедура. Истиот оној стариот, лошиот, кој што владата одлучи да го повлече, чисто како информација за да знаете што се случува на терен. Господи Шекеринска, вашите 4 минути како завршен говор од овој блок, пошто публиката може да се подготвува со своите прашања и коментари во време од 20 минути. Фројд прави чуда, особено во политичките дебати. Замислете, ние овде веќе еден час говориме за демократија и за дебата,
А единственото нешто како аргумент што го слушаме од представниците на другиот тим се рейтинзи и политички партии. Кога во животот и во политиката единственото важно нешто ти е рейтингот, тогаш се случува ова. За среќа сега слушнавме два аргумента кои наводно треба да одговорат и да дадат потврден одговор на темата дека во Македонија има дебата. Би сакала да се спротивставам и на двата. Првиот одговор кој го чувме е дека демократија и онака никаде доволно. И дебата исто така. Ова наликува на она, има незадоволни животни, има животни кои што не се среќни со количината на демократија, ама има некои што се понесреќни и понезадоволни од нив. Тоа во случајов сме ние, македонските животни, македонските борци за демократија и оние кои велат дека не може да сме задоволни кога сме на исто ниво со Танзанија. Вториот аргумент беше уште поинтересен. Замислете, денеска во Македонија има повеќе интернет отколку во 2002. Замислете, денеска во Македонија има и iPad. Во 2002 го немаше. Браво, Никола, браво, Александар. Меѓутоа, не би сакала да останам должна и за дополнителни аргументи, кои покажуваат зошто во Македонија демократијата е доведена блиску до Карпата. Зошто во Македонија дебатата не се води околу суштинските теми и не се води врз база на податоци кои што ќе не направат да бидеме компетентни кога дебатираме. Еве еден пример кој зборува се. Во Македонското собрание сме зборувале на 1001 тема. Некогаш на добар, некогаш на лош начин. Меѓутоа, на темата на која се удираат противничките, партиските копија најчесто, тема која што може би највеќе влијае и на секојдневниот живот на граѓаните и на тоа каде оди Македонија, а тоа е проблемот со нашиот сосед, прашањето на преговорите со Грција и проблемот со користењето на нашето уставно име, на таа најважна тема ние имаме најдлабока тишина. Почитувани слушатели, почитувани колеги, кога во една држава се молчи на најбитните прашања, тогаш во таа држава нема ниту демократија, ниту дебата. Втората теза и вториот аргумент, кој што покажува дека во Македонија дебатата е загрозена зверка, е тоа врз база на што ги базираме нашите дебати. Во Македонија, за да дебатирате, како и секаде во светот, треба да имате податоци. Една основна анализа на пристапот на граѓаните кон официјалните податоци на институциите покажа поразителни резултати. 50% никогаш не добиваат одговор. Писмо кое стигне до комисијата платена за достап до информациите чекаше на одговор 2 години и 8 месеци. Во Македонија може да гледате нарачани седници на влада, но дневниот ред на влада е државна тајна. Во една Словенија дневниот ред го знаете 2-3 дена порано. Во Словенија можете да кликнете и да видите зашто ќе одлучува владата во наше име. Нема да ви зборувам за Романија, нема да зборувам за Италија, нема да зборувам за Европската Унија. Во Република Македонија се што е важно за нас се прогласува како државна тајна. Меѓутоа, и тука сакам да ја затворам денешната дискусија, доволно е да го погледнете различниот аршин. Од една страна 750.000 евра во шиша, од друга страна телевизија која после месеци и месеци не може да почне со работа и луѓе кои веќе 12 месеци се во притвор. Во држава во која што се плашиме да го кажеме своето мислење, дебатата одамна е завршена. Благодарам. Ви благодарам јас и би сакал со уште еден аплауз да ги поздравиме сите говорници до сега. Со ова заврши првиот блок на говори, пошто имаме 20 минути за публиката. Значи вака, како прво да ви кажам дека дебатата во Македонија е уништена не само помеѓу политички противници. Дебатата во Македонија е извитоперена помеѓу истомисленици од обичниот народ. Пред избори, кога сакав да има дебата, значи го збориме за тој Facebook, каде што кажувате Владко дека во Фејсбукот е многу развен, да ве прашам. Дали сте свесни дека
на вашите сајтови на Facebook, тие 6 сајтови што беа на носителите, други сајтови, имаше само дебата која што кажуваше за Груевски, што би рекол комедијанот од Маријан. Топси, кишче, цмок. Јас, не, сериозно, јас пробав една вечер, само секунд, една вечер пробав. Да, прашањето сега е. Може и моето време дајте му го. Не, јас пробав една вечер. Напишав само вака. Зашто ВМРО ДПМН не кажува дека е... Да, прашањето. Зашто ВМРО ДПМН кажува дека се залага за демократијата, кога Никола Груевски не сака да излезе на дуел со Радмила Шекеринска. И тоа беше поставено сите. Јас бев избришан веднаш и блокиран од сите сајтови до избори. Значи, и на крај само, мислам после прашањето да кажам, доколку сте свесни дека некој ще жртвува рейтингот, доколку сте свесни дека дебатата е добра. И господин Владко Ѓорчев, според вас 2006 вие сте му го паднале за 50% рейтингот на Бучковски. Честитам. Вака, неколку работи, значи, било кој поединец, па вклучувајќи го и Гацов, со излегувањето своја од функцијата која што ја држеше, имаше можност да зборува пред медиумите. Тоа зборување и говорење го практикуваше многу пати. Зборуваше на митинзи пред 10, 20, 30 илјади луѓе, им ги соопшти своите ставови. И граѓаните се тие кои што во едно демократско општество кажуваат имаме доверба, немаме доверба. Граѓаните во едно општество кажуваат за кого ќе гласаат или за кого нема да гласаат. И нас тој избор може да ни се допаѓа или да не ни се допаѓа, но тоа е она што на крајот одлучува. Исто како и присуството на сите тука присутни. Нас може да ни се допаѓа или да не ни се допаѓа на кои работи луѓето аплаудираат, на кои работи повеќе аплаудираат или помалку. Но не може тоа да не го прифатиме и да не се согласиме со тоа. А тоа прифаќање, согласување или несогласување во Република Македонија значи 6 пати погледување себе си во огледало и 6 пати поред еден те ист исход на изборите во Македонија. Значи да не зборуваме за анкети, дебати кои што ќе ги гледаат 20 луѓе, 200 луѓе, 2000 луѓе или 200.000 луѓе, да зборуваме за ситуација каде што 2 милиони луѓе или пак 1,5 милиони избирачи во приватноста на својата избирачка кутија можат да го кажат своето мислење. Кога кажуваат, гледаме како тоа изгледа 6 пати наназад. Благодарам. Јас сум Предраг Божовиќ. Би сакал да поставам прашање првиот говорник од афирмацијата. Рековте дека никогаш нема доволно демократија. Како прво, дали верувате дека дебатата придонесува за демократија придонесува во развојот на демократијата? И како второ, ако верувате во тоа, зашто тврдите дека во Македонија има доволно дебата и дека каква демократија, дека имаме демократијата што имаме така како што имаме и дека не е потребна повеќе дебата на таа тема? Благодарам. Во ред, ви благодарам. Повторно 2 минути за одговор. Сите да ги искористите во интерес на повеќе прашања. Да, и благодарам за можноста, му благодарам и на колегата за прашањето. Мислам дека доколку внимателно беше следен кохерентниот настап на афирмацијскиот тим, на мене како прв говорник, на Владко како втор, немаше да извлечете таков заклучок заради тоа што нашата почетна премиса беше дека Република Македонија е демократска држава, дека за карактерот на демократијата секогаш имало дискусии, па ви цитирав некакви тези јавно споделени околу тоа како се доживува демократијата во други држави. И на крај се обидов да ја побијам онаа теза на негацијскиот тим дека во Република Македонија нема дебата, обидувајќи се тоа квантитативно да го аргументирам, а и од друга страна да се осврнам на причините за тој став, при што констатирав дека тврдењата за недемократијата во Република Македонија, оперирањето со
вакви вселенски теми во голема мера се должи на немањето конкретни, практични, реални резултати од опозицијата. Меѓутоа, сепак со онаа задршка дека никогаш демократија доволно и никогаш слобода доволно и дека треба постојано да се напредува, да се развива, да се дискутира за оние аномалии, за оние слабости. Јас само би сакал и ова го доживаме како прилика повеќе да дополнам неколку тврдења кога се говори за неможноста на опозицијата за пристап до конвенционалните медиуми, првенствено телевизијата. Би сакал само да споделам со вас една информација дека условно речено раководител или координатор на Собранискиот собраниски канал е подпредседателот на собранието од редот на опозицијата. Благодарам. Добро вечер, јас сум Стефан Богоев. Ми се допаѓа пред се овој начин на организација од страна на МОВ. Сум присуствувал на повеќе настани организирани од МОВ и можам слободно да ве пофалам за работата. Би сакал да поставам прашање до господинот Ѓорчев, бидејќи ги споменавте, чинам дека ги споменавте медиумите како носител на дебатата за развој на демократијата во општеството. Ме интересира како тогаш ја коментирате изјавата на премиерот, па неодамна дадена пред да се затвора таа еден време и шпиц, во која што го цитирам: информациите од одредени медиуми да ги земате со одредена резерва. Дали дефинитивно може да констатираме дека изминативе 5 години најнапаѓаната личност, убедливо, во Република Македонија е Никола Груевски. Дали за Никола Груевски, добро, Тајна Томич мисли дека е лицето БЦ, има и тој свој дел, но мислам дека најмногу тони инка и мастило си имаат потрошено и стрели насочено кон она што е работа на Никола Груевски. И дали тој како личност, како граѓанин, не како премиер, има слободен говори да каже да, сметам дека на оваа сторија треба да се верува, на оваа не, на еден медиум сметам дека е тенденциозен, дека не е тенденциозен. Значи, било која единка во некое општество има право да каже јас мислам така. И тоа е перфектно легитимно. Во било кое општество, земете ги, не знам, медиумите во Франција. Le Monde, да, поблизок е до десницата. Либерасион е поблизок до левицата. Еве, тука е амбасадорот на државата Израел. Поздрав, шалом до вас. Джерузалем Пост е поблизок до Ликуд, Харец е поблизок до лабористите. И тоа е така со децении назад. Нью Йорк Таймс во Америка, CNBC и така натаму се поблизко од демократите, Fox News е поблизок до републиканците. Значи, во тој дел носителите јавни функции имаат право да кажат свое мислење. А во врска со тоа дека во Македонија нема доволно дебата и слично, има дебата. Дали може уште повеќе да има? Да, но да кажеме во денешно време дека нема, тоа е од некои кои што се наши соперници, тоа е на границата на патетично само сожалување. Се каже нема дебати, затоа ние 100 пати поред губиме. Значи, а секој пополнува онолку простор колку што е во состојба да го направи. Ако нема демократија, ќе се избориш за тоа. И ние сме го правиле тоа. Ако тие мислат дека е тоа така, само уште 5 секунди, значи нека се изборат за тоа. Ако сме ние такви, никакви, лесни за победување, манипуланти со катастрофални резултати, тогаш ништо не е полесно од тоа да се победи таков слаб противник. Ајде нека не победат. Благодарам. Во парламентот има демократија и дебата, како прилог на тоа аргумент е што се употребуваат средства кои се и дури надвор од уставот, така беше. Дали господине Спасиновски мисливте на оние стаповите кога чукавте по маса? Доста интересна дебата беше тоа и голема демократија и многу дух. Тоа е исто толку духовито како ова што го рековте со законот за млади. Ве викнавме, се консултиравме, ве прашавме, ве сослушавме и на крај ве зезнавме. Мислам дека е доста духовито и стварно имате демократија. Благодарам.
си дозволивте да го толкувате мојот став во однос на законот за младите и мислам го имате тоа право, се разбира, меѓутоа ја го имам правото да ви дообјаснам. Имено за законот за млади, како за ретко кој закон во Република Македонија. Се сеќавам јас на еден или на неколку закони поврзани со судските реформи, како карактерна глобална реформа која што се правеше во Република Македонија, беа применети такви механизми на консултација на граѓаните. И тоа е резултат на потребата на невладиниот сектор, првенствено на МОВ, меѓутоа и личен израз на мој, но и на пратениците на ВМРО ДПМН, да се види каде е запната работата. И резултатот од сето тоа беше, да, ве сослушавме и така натаму како што се обидувате да кажете, меѓутоа заклучокот секако не е ве зезнавме заради тоа што тоа говори за еден друг тип на однос кој што вие се обидувате да не го импутирате, но дозволете да ви уверам дека тоа не е така. Благодарам. Сега сакам да ги најавам гостите говорници, новинарите, представници на традиционалните медиуми или телевизија, ако сакате. Мислам дека Оливера и Жане се договорија меѓу себе да ги заменат местата. Ако е така, ја повикувам Снежана Лупевска со своите 6 минути. Ние репортерите имаме предност, па затоа се сменивме со Оливера, она е повеќе коментатор, јас сум повеќе репортер. И ако треба да извлечам заклучок и да известувам од оваа дебата, јас би напишала наслов уште еден диалог на глуви, не дека не дебатира, туку не се разбира што сакаат да се кажат. Зошто? Кај нас тоа е основниот проблем. Јас не се сеќавам на дебата во која што власта и опозицијата барем за малку ќе се приближат кон ставовите и ќе се согласат и за позитивните токови во државата, или ако разговараат за негативните работи, барем со аргументи ќе кажат што навистина и ќе признаат што не чинело во нивно време, па за да може да искритикуваат или да кажат што пак сега не чини. Она што е најинтересно, уште еден пример ќе ви кажам, вела дека сега имало дебата за разлика од порано. Не, ама и со двете страни не се согласувам. Во 2007 или 2008 година, чинам беа изборите, КОТ организираше фудбалски надпревар на двете екипи, СДСМ и ВМРО ДПМН. Може би некој од тука што се луѓево и играа фудбал. Значи и тоа е дебата, играа фудбал. Проблемот беше до душа кој ќе изгуби, оти не можеа да преболат, среќа заврши нерешено. Минатите избори КОТ се обиде да направи дебата за фудбалот. Кога имаше првенство светско на фудбал, може не беше минатата година. ВМРО ДПМН одби да ми даде изјава за фудбал на простото прашање дали гледаат фудбал. А морам да го пофалам господинот Ахмети, ДПА исто така да ја пофалам и останатите кои што се одважија и ми дадоа личен став дури и за фудбалот. Значи ова е само една паралела дека порано може и фудбал да играат, ама сега ни за фудбал не сакаат да зборуваат, до која дереđe сме стасани во однос на нивната замисла за дебата. Бидејќи лидерите се нели битни ги споменувавме вечерва во тоа како ќе ја постават партијата кон медиумите. Јас морам исто така да кажам две негативни за жал искуства за приодот и отвореноста на лидерот кон медиумите. После 17 или 16 години за прв пат го интервјуирав господинот Бранко Црвенковски, не затоа што не сум можела, туку затоа што мислам дека тој сакал на одреден човек да му каже што имал да каже, ама јас никогаш не сум била во тие новинари. А пак сегашниот премиер не сум ни во состојба да му поставам прашање, затоа што ми кажа дека не настапувал во емисии од таков вид како КОТ. Сега каква е КОТ? Дали е забавна емисија или некаква посебна, не знам, меѓутоа во такви емисии со снимени интервјуа не настапувал и за жал пак ниту можам да добијам никаков одговор. Исто така сакам да кажам дека се согласувам со афирмативниот тим дека опозицијата е до некаде виновна зашто не го искористува своето право како опозиција да се бори. И ние сме свесни за примерите од 90-тите, кога истите овие луѓе беа на улица и протестираа за прашања за кои што сега можеби вие ги обвинувате дека не сакаат да ги стават на дневен ред. Тогаш имаше студентски протести, зошто и како се нарекуваа студентски протести, а сега ме чуди пак што тие истите велите вие не сакаат да дебатираат за закон
за млади кои би требало да се врати во собрание. Меѓутоа го искористуваа правото на протест, да кажеме. Не велам дека тоа е дебата. Сепак мислам дека опозицијата треба да си ги види и во собствените редови грешките, затоа што ме зачудува фактот дека власт која не дојде на дебати за време на изборната кампања ги доби изборите, веројатно процени дека тоа ќе донесе повеќе поени и ќе наштети доколку дојде на дебатите. Тој момент во Македонија е нејасен. Некој што не доаѓа на дебати, нели, велите вие, пак од друга страна пак ги добиваат изборите. Каде тука опозицијата не успеала веројатно да пробие. Меѓутоа сепак факт е, и се согласувам пак од друга страна потполно, дека отсуствува дебата, дека можеби заради тоа што кај нас Фејсбукот е најадекватното и идеално место за дебата и единствено место за дебата. Дури и јас морам да признам дека го користам како медиум, затоа што овие традиционалните не можам да ги поканам гостите. И сега мене ме чуди. Ајде кај Оливера, кај колегата од Алсат или кај другите да не доаѓаат, треба у очи да се гледаат, па можеби нека да се видат, можеби ќе се урочат. Ама кај мене не ми е јасно зошто на код не сакаат да учествуваат во дебата за било која тема, или ретко учествуваат двете страни за жал, или едната учествува повеќе, а другата помалце, па после ме обвинуваат, ама ти си СДСМовка, поише ги имаш од опозиција или си бил ВМРО-вка. Мерат на кантара, сами не сакаат да учествуваат со иста доза. И затоа не можам да разберам зошто не сакаат ни во таква емисија да учествуваат. Каде што ќе бидат снимени, па не мора во очи да се гледаат. А барем рейтингот на емисијата покажал дека не ги сечеме во лет и не си ги поставувам јас прашањата како одредени колеги јас да доминирам, туку ги оставаме колку можеме тие да зборат. Како уште еден пример само за крај ќе кажам, тоа е уште два, за да се спасам од вакви ситуации. Верувајте дека многу често одиме во соседството, во Косово некни за навивачите успеам за еден ден да снимам 5 луѓе. Во Хрватска се случува исто и во Белград за еден ден завршувам работа. Кај нас не можеш да го добиеш ниту председателот на Фудбалската федерација. Тоа зборува исто така за отсуство на однос кон медиуми. И за крај морам да ја поправам за нешто само госпоѓата Шекеринска. Ја спомнавте телевизијата која што јас исто така сум многу емотивно поврзана, која згасна. За жал во денот кога се случуваше онаа дебата во еден телевизија во декември, се обидував и јас лично да ја повикам опозицијата која беше во Ајден да дојде и во Канал 5, да ни каже што всушност се случува со демократијата во Македонија. За жал бев одбиена. Значи немојте да ги применувате истите средства за кои што пак напаѓате сега. Не ви е лично, не ви е лично. Ви благодарам за освртот и за неутралноста. Госпожо Драговска, вашите 6 минути. Имам една внука која кога си играме вели, ама ова е сигурно по налажги. Драго ми е што ова, ајде да го наречеме дека во однос на гледачите кои што ги имаат нашите телевизии би требало да изгледа како да е по налажги. Ние овдека вежбаме како би требало да изгледа кога водиме дебата. Замислете да бев домакин на телевизиска фреквенција на ова што вечерва ние го нарекуваме дека нешто овие луѓе овдека дебатираат. И што јас би требала да им правам, а при тоа нема вакви кои што подсетуваат дека времето им изминало. Значи, се согласувам со Лупевска дека овдека се уште наследството дека дебатата значи или едниот да стане да си оди, или најчесто ме велат па не беше толку интересно, не се спука, не знам зошто е таа возбуда од да се среди пред телевизорот и да се гледа крв. И на крајот на краиштата опасно доколку, не знам, може би се согласат. Минатата недела сама одседов термин со Шекеринска затоа што Антонио Милошовски не дојде по проценка на партијата дека пред 9 ноември, кога всушност Европскиот совет расправа за најзначајните прашања околу проширувањето, ценев дека нема поупатени, поважни од Антонио и од Радмила кои што може да разговараат на таа тема. Одговорот од ВМРО ДПМН беше ние одлучивме во партијата дека сега е момент да настапуваат експерти.
Мојот коментар на емисијата беше дека тоа може откако Миле ќе го донесе новиот закон за медиуми, па ќе пишат веројатно таму дека ќе ни одредуваат меѓу другото кога е време за експерти, кога е време за политичари. Владко, не сум заборавила на настапот 2006, тоа е меѓу другото причината поради која никогаш повеќе не сум испила кафе со Владко Ѓорчев. Понекогаш ви е потребна лична хигиена, бидејќи си дозволи да компромитира наши лични разговори. Тоа не е пуштање крв, во кое што треба да се победи, а обидот да му се пушти крв на Бучковски, например, беше аргументиран во таа емисија со 3 прашања. Повторете, повторете уште еднаш, повторете уште еднаш. Како се викаат децата на Љубе Бошковски? Знаеш како се викаат, не? Да. Тоа било релевантно 2006 за аргументација за политичка дебата. Се разбира како се викаат децата на Љубе Бошковски е важно од 2006, уште неколку години кога државата ќе троши пари, ама кога ќе одлучат да ја свртат политиката, тогаш некако ние стануваме бранители на Љубе Бошковски. Јас имам разбирање дека кога ги каните луѓето да дојдат на емисија, имаат право да одлучуваат за својот имидж, да одлучуваат за времето во кое што сакаат да ги пласираат своите тези. Но за 5 години, откако се на власт ВМРО ДПМН, за ниту една дебата и за ниту едно интервју да не можам да добијам ниту еден човек, длабоко се сомневам дека е невозможно во сите 5 години да не сум успеала да погодам ниту една тема која ВМРО ДПМН го привлекува за дебата. Не мислам дека тие се инфериорни за дебата, апсолутно. Мислам дека се работи за концепт, кој конечно дава резултат и ги легитимираше медиумите, а од тоа нема последици. Доколку би трпеле последици од таквото поведение, тие многу брзо ќе се престројат и ќе го променат. Оно што го нарекуваме демократија што ја имало или дебата што имало па сме ја загубиле, повеќе го нарекувам како анархична гласност, на која што релативно малку научивме во аргументацијата и тоа помалку личеше на таа српска школа во која се караат за двајца починати Милошевиќ и Џинџич и се уште расправата главно се движи помеѓу тие два лика. Ако не постои на пазарот потреба од 5 релевантни теми околу кои сакаме да глодаме и да ги завршиме до крај, тогаш тие ќе ги направат подвижна мета. Изненадувачки е за мене од Спасеновски рече дека слободата на демократијата е степенот на демократијата е резултат на недостаток на истата во опозицијата која се обидува да ја преслика на севкупната јавна сцена. Опозицијата е само еден од чинителите на дебатата. Ниту е почеток, ниту е крај на дебатата. Меѓутоа, ако Никола Груевски, како што вели Владко, е главниот лик кој што е најкритикуваниот, па ве молам, тој не е критикуван или не е на насловните страници со описот сопругот на Боркица. Тој е премиерот што секоја година бара секој декември по скоро 3 милиарди евра буџет. Следствено на тоа, ние имаме право да ги поставуваме сите прашања, вклучително и да ги персонализираме до Никола Груевски. Кога говорите за слободата во дебата, секој па вклучително и тој да си го каже својот став, без оглед што го задржува моето мислење околу А1 телевизија, но сметам дека не е слобода изнесување став на партиски собир, да ги повикате луѓето на отворена сомнеш кон информациите што ги дава одреден медиум. Тука веќе не се работи за изнесување на личен став, туку се работи за малку повеќе гребење во нешто што ги надминува границите на слободата која конечно треба да ја има и еден премиер. Каде се наоѓаме, велише Керинска, 85-тото место после Руанда или Танзанија, тоа би требало да не замисли. Да, додека бевме претенциозни дека со никого се надпреваруваме. Прилично долго време ние веќе со никого не се надпреваруваме. Нашиот простор е од Табановци таму до долната граница и тука се врти размената на аргументи меѓу нас. Дали публиката сака да чуе повеќе, е мојата вистинска дилема. Мислам не. Мојот став е дека публиката не сака да чуе повеќе. Таа ги сака своите фаворити на телевизиите и одбира безмалку како на Реал и Барселона да навива за своите.
Ви благодарам, госпоѓо Драговска. Мислам дека оваа публика сигурно сака повеќе и ќе се потруди да издействува повеќе од пошироката публика. Господине Зекири, какво е нивото на дебата во албанскиот политички блок и може ли да се споредува со македонскиот политички блок? 6 минути. Дебатата во албанскиот политички блок е малце абсурдна и спротивна на оваа што е во македонскиот политички блок. Чудно е тоа што, иако не е нормално тоа што се случува во македонскиот политички блок, партијата на власт да не сака да дебатира, во албанскиот политички блок е обратното. Опозицијата не сака да дебатира. Опозицијата не прифаќа да доаѓа и тоа нема, не знам, не можам ни да си објаснам јас, ни да си објаснат останатите. Мислам дека нема ништо посвето од тоа да се даде можност на некој пред толкав аудиториум, пред телевизиите, да се каже својот став за одредена тема. Претходните говорници спомнаа дека веќе, можеби повеќе од 10 години, ние немаме дебата на политичките лидери, немаме ТВ дуел. Јас за малку ќе успеев да ги соберам албанските лидери да седнат на заедничка маса да дебатираат. Тоа беше на последните избори, кога очекував, иако имаше потврдено сите да дојдат, за жал, еден од лидерите од 4 албански политички партии, тоа најголемата опозицијска партија ДП Мендух Тачи, не се појави на дебатата. Тројца дојдоа, он не дојде. Се уште стојат на тој став да не доаѓаат на дебати и ги нема да дебатираат со представниците на власта. Ја морам да ви честитам што вас како младински форум успеавте да ги донесете тука на заедничка бина и власта и опозицијата да дебатираат. Ние како новинари и водители не успеваме секогаш во тоа, но не е тоа по наша вина. Очигледно тоа е концепт на политичките партии што спомна и Оливера, оцениле во одреден момент дека е подобро да не се појават отколку да се појават на дебата. Дали имаме доволно дебата? И јас мислам дека немаме. Немаме доволно дебата и таа недостасува. Недостасува затоа што во моментов така сака политичката партија на власт. Не се согласувам дека има и доволно дебата во собранието, зашто спомна и господинот Спасеновски. Тука се согласувам со представниците на опозицијата дека тука им се дозволува и ги гледаме само една страна. Во собранието дебатира само опозицијата. Они зборат, власта крева прст, односно гласа за законите кои што се предложени, ги има дури. Ние не видовме суштинска дебата, сега се задржувам кај остапките што ги направи партијата на власт за нивниот коалицијски партнер за ДУИ. Ние не видовме, се затворија хашките случаи 4, не видовме дебата јавна за тоа. Зошто ВМРО ДФМН сега прифаќа да се затворат тие случаи кога остро ги напаѓаш? Ние не видовме јасен став на премиерот за тоа. На крај слушнавме дека Груевски вели дека го дадовме предлогот пред пратениците и они донесоа одлука. Едва се реши и тоа да го каже. Ја мислам дека недостасува. Ако има односно има потреба, луѓето треба да ги знаат ставовите на политичките партии и чинителите на политиките на државава, без разлика дали се свесни дека за тоа ќе губат поени или нема да губат. Мора, ако мислиме да живееме во една заедничка држава, во едно заедничко општество, заедно да ги земеме и одговорностите за сите работи. Тука тоа недостасува. Недостасува, јас стварно не можам да сватам зошто избегнуваат пратениците, односно представниците на ВМРО ДФМН да доаѓаат на дебати. Ако кај Оливера не доаѓале воопшто, односно некогаш се појавиле кај мене одреден период, односно тогаш кога мислеа, доаѓа. Веќе подолг период ги нема на дебати. ВМРО ДФМН. Јас се надевам дека ова тука, иако мислам дека господинот Ивановски рече дека ова не е репер и не е пример дека во Македонија постои дебата, јас не се согласувам. Ја мислам дека ова добар репер, дека во Македонија има надеж.
и дека конечно ќе сватат сите дека е потребна дебата и дека ова е само потик понатаму сите да учествуваат на дебата и да искористат можноста што ја даваат медиумите во Македонија. Благодарам. Ви благодарам и вас. Сега следат најтешките финални 4 минути за секој од двата тима. Финален афирмативен говор од господин Владко Ѓорчев, 4 минути, и финален негацијски говор од господин Игор Ивановски. Ке може да одговорите на, веројатно, и на дел од прашањата кои што беа поставени од гостите говорници. За крај јас ќе ви поставам по едно прашање. Дали би можеле да ведите пред оваа публика, пред оние 506 гледачи кои што го проследија настанот на интернет, дека ќе ни помогнете до година да се обидеме да ги донесеме Груевски, Црвенковски на оваа бина. Вака, одиме поред. Во 4 минути да се сумира многу работи кои што беа кажани. Одиме поред, прво првите работи. Затоа што во собранието нема Facebook и YouTube, во собранието нема демократија, не, драги мои, во собранието нема Facebook и YouTube, затоа што едно добри 300 и кусур вработени во собранието по цел ден само кликаа лајкови и листа четови и така натаму, и во работно време треба да се работи, не треба да се слуша музика на YouTube, да бидеме отворени. Не е тоа немање демократија, туку ефикасност на администрација која треба да биде поголема. Благодарам. За 2006 година, значи, почуваме присутни, мене на таа дебата прв единствен пат во животот ми беше исклучен микрофон. Јас на таа дебата зборував најмалку, имаше 500 говорници. Бучковски зборуваше околу 40 минути. Мендух Таче зборуваше 22 минути. Оровчане зборуваше 18 минути, од тогаш на НСДП Куновска зборуваше 11 минути. Јас зборував 9 минути. Мене ми беше исклучен микрофонот. За демократијата. Но ако веќе ете таа помина прва петолетка на таа наша голема дебата која што уште многумина се сеќаваат, ево јас јавно преземам обврска да го испиеме тоа кафе со Оливера, иако си имаме неколку пати видено и коректно и поздравено, не била приликата да испиеме кафе, но ако треба да го испиеме тоа кафе на мирот, јавно преземам обврска да го сторам. Благодарам ако има подготвено со другата страна. Неколку други работи за имање демократија во Македонија, кога било остро, кога било тешко и слично. Јас ќе ви кажам неколку примери. 90-та година на градскиот стадион во Скопје, на надпреварот во втора лига Сојузна, Вардар ОФК Београд, СВР Скопје тепаше затоа што се извикуваше независна Македонија. Се извикуваше и се скандираше независна Македонија, ниту збор повеќе, ниту навреда било каква. И беа делени пендреци. 92 година имаше репетирано митралези на мостот Близнак помеѓу аеродром и Лисиче која се повлекуваше JNA. Во 97 година, почитувани, јас имав 18 години и демократската полиција на најголемите демократи, мене ми имаше во досија на пола страна пишувано, Владко влегува, тој е поповлечен, не сака многу да зборува и така натаму, уценет млад човек кој што неколку години пред тоа украл велосипед и врбуван да биде полициски кодош. Ете демократија од демократите. 97 година, за 18 годишни зборуваме луѓе. Уште неколку работи, значи, одбивање на соочување на дуели во Македонија прв пат имаме 94 година. Киро Глигоров го одби Љубиша Ѓоргиевски за тебе соочување. Победи на изборите.
2002 година Бранко Црвенковски го одби ТВ соочувањето пред екраните. Исто така победи на изборите. Значи, на тие дебати помеѓу лидерите, тоа може да се прифати или да не се прифати. Прашањето е кога резултатот е 3:1, дали да се оди да се даде четврти гол, или мирно да се спроведе политичкиот надпревар кон крај и да се победи со резултатот од 3:1, кој што се случува веќе 6 пати. И сосема на крајот, мене ми е многу мило што во овие простори, во овој поранешен хард рок, сега кога веќе не сум млад како што е најголемиот дел од аудиториумот тука, можам да дојдам како за жал човек во средни години и да им честитам на сите оние кои што па сум и млад, ама убаво ми е вие ќе кажете. Мило ми е што имав можност да дебатираме, да се видам и со луѓе со кои што многу пати сме дискутирали, луѓе со кои што сме биле активни и со кои што сме биле во собранието многу пати на многу емисии, така што огромна благодарност до Младинскиот образовен форум, но исто така и до оние кои што го направи овој прекрасен простор од една убава дискотека во еден убав дебатен клуб за убави настани. Благодарам. Ви благодарам на убавите зборови. Воедно се заблагодарувам на афирмативниот тим кој вечерва ја заврши својата работа. Да ги поздравиме со еден аплауз. Ќе треба да одговарате и на прашањата кои што ќе следат, меѓутоа официјалниот дел за вас заврши. Треба да го слушнеме негацијскиот тим, господин Игор Ивановски, во 4 минути. Заклучен говор за вашиот тим. Благодарам. Точно е дека ние во Македонија не се слушаме. Не водиме диалог, најчесто водиме монолог, еден поред друг, и се обидуваме, некој повеќе, некој помалку, со викање да го надгласа другиот. Во собранието тоа е математиката. И додека тоа не се промени, ќе биде ситуацијата таква, а таа ќе се промени само кога едниот прв ќе попушти и ќе жртвува дел од сопствениот рейтинг за да инсталира вистински механизми. Оваа власт тоа нема да го направи. Бидете сигурни. Нивната теза е: ние победуваме на избори, ние сме газди у куќа. Што сакаме ќе правиме. Или имаме 57% од акциите, останативе 49 дни дивиденда надвор. Еве го мислењето на Брима Галуп, на Галуп World Poll, се извинувам. Ова не го формира СДС, ќе се согласите. 1/3 во Македонија верува дека изборите се фер. Само 1/3 од македонските гласачи верува дека изборите се фер. И во Русија многу помалку се верува дека изборите се фер. И таму победуваат 6 пати поред. И таму се оправдуваат потезите затоа што некој им е дал власта. Драги пријатели, на последните избори опозицијата, парламентарна и вонпарламентарна во моментов, освои 441.000 гласа. Власта, парламентарна, освои 440.000 гласа. Тоа не е напре победници, тоа е факт и тоа никој не може да го промени. Ама нив не ги направи да може да прават што сакаат и да се повикуваат на легитимитетот на народот. Еве за момент, нека не постои опозицијата, бидејќи тие најрадо би ја убиле. Ја нема. Ако може да ја избришеме, слободно ќе биде така. Нека ве слушаат барем вас, како граѓани. А меве да ве подсетам за едни многу трагични примери. Кога младите се побунија од Поштат Слобода и од други организации и отидоа на площад, они им ги прати луѓето да ги тепаат. И тоа го снима. Нивните активисти ги извадивме со име и презиме, пари добиваат за тоа што го направија. Кога некои од политичарите или луѓето од надвор говореа против, завршија во затвор. А дел од нив добија клевети и пресуди во рок од 3-4 месеци. Една наша пратеничка пред една недела добија пресуда со печат од 2009 за дело сторено во 2010 за пресуда извршена во 2011. Тоа е судството. Да ве подсетам дека во Македонското собрание ние сме 5-та година опозиција. И апсолутно демократијата не зависи од тоа што ќе направиме, зависи од тоа што ќе направиме ние, ама не сме ние директната причина ниту последица. Во Англија, Лейбор, партијата на лабористите беше 17 години во опозиција. Па никој не рече дека во Англија демократијата се уништила затоа што тие биле во опозиција. Тоа апсолутно нема никаква директна корелација. И конечно, во барањето, веќе практични примери за вашата поддршка, а не за нивната, бидејќи тие нема да ни дадат за диалог. Ќе споменам за жал уште неколку ситуација. Тоа е
кога пред 2 недели имавме координација во собранието која што е прилично неупотреблива. Председател на собранието ни рече, кога баравме да ги стави нашите закони на дневен ред, битни за социјалците што им взимаат 2000 денари за да извадат социјална помош од 1800, да се стави на дневен ред, тој рече, не, многу закони предлагате ви од опозицијата. Зашто вие ќе одлучувате кога сакате да бидат? Јас ќе кажам која ќе бидат. Тоа е власта со нивното вистинско лице, а нема да го видите вистинското, бидејќи пред камери нема да се појават. И веројатно и ова ќе биде максимумот и можеби за жал и последен пат да се појават. Медиумите се еден од сегментите и тие се битни, како што тие не критикуваат нас и треба тоа да го прават без разлика кои да сме, тие е добро да се критикуваат помеѓу себе да бидат подобри. Кога новинарот од Fox News во Белата куќа беше критикуван од портпаровод на Белата куќа, сите новинари ја бойкотира Белата куќа во Америка. Во Македонија, 2 национални медиума се сите и го стимулира еден да биде затворен. Сега преостанатите 2 се тепаат за медиумскиот колач и едниот ќе го јаде по дебелиот стап. И следниот пат, ако ме повикате и кога ќе бидам на власт, ќе бидам во негацијскиот тим. Бидејќи ако навистина нема секогаш доволно демократија, мораме со личен пример да ја бараме секогаш повеќе. Тоа сме го правили кога сме биле на власт, сме гласале против законите на својата влада, за да ја направиме подобра. И оваа Македонија ќе биде подобра само кога секогаш и од внатре и од надвор ќе бараме работи да се променат. Или вистинските патриоти го штитат својот народ од својата влада. Ви благодарам. Едно прашање до претеникот Владко Ѓорче, вие сте члени на ВМРО-ДПМН. Сакам да ве прашам дали во тезите што ги застапувате, нели дека има демократија, помага практиката на партијата што е на власт, вашата партија, кога на пресконференции велите дека се тематски пресконференции, не се дозволуваат прашања надвор од таа тема. Например, кога вашата партија или владата, значи партијата што е на власт, владата ќе најави некоја тема, ние за таа тема како новинари немаме однапред многу сознание, вие ги соопштувате тие новости на пресконференцијата и обично има љубопитност за таа тема за да се исцрпат некои прашања, но сепак тој функционер што ја држи пресконференцијата, тој е надлежен за многу поширока група прашања што се од интерес на граѓаните. Ние како новинари сакаме и сметаме дека ние сме тие што работат во интерес на граѓаните и цениме што е интерес, а не само партијата што е на власт, односно вие тоа што сакате да го соопштите на јавноста. Тоа е прашање до афирмативниот тим и едно прашање до негацијскиот тим. Да сакам да ве прашам дали вие сте ги исцрпеле сите алатки да ја тестирате демократијата. Еве вие кажувате нели податоци од Human Rights Watch и слично, но дали на пример сте се обидувале лично да тестирате како функционира законот за пристап до информации, па да видите за колку време, не знам, не се одговара. И сакав тука да напоменам дека се согласувам со моите колешки, јас истиот проблем го имам да не можам да обезбедам луѓе од ВМРО-ДПМН за дебата, од ДУИ доаѓаат на пример, од ВМРО-ДПМН не доаѓаат, но тука сметам дека освен тој наш неуспех, навистина ние можеби како што вика Мухи не сме доволно, мислам не сме криви, но има една комплексна ситуација каде што и вие кога бевте на власт и сегашната власт креираше еден нездрав амбиент на нездрави коалициски односи на сопствениците на медиуми и политичките партии и ние практично страдаме во однос на тоа. И само уште за крај сакам да кажам дека Младинскиот образовен форум најде начин, инвентивен начин како да се избори за законот за млади да добие гласност. Исто како и младите што протестираат за смртта на Мартин Нешковски, и јас како новинар ги поддржувам сите обиди на некој инвентивен начин да се добие гласност за некои општествени појави. Дали вие можеби има самокритика кај вас дека можеби не наоѓате доволно инвентивни начини да добиете гласност? Благодарам, господида Протогер. Значи, вашето прашање беше за тематските пресконференции на ВМРО-ДПМН. Се работи за работа која што не е воведена од ВМРО-ДПМН, ниту инвенција на ВМРО-ДПМН, туку за техника која што има секаде во светот. И во праксата тоа функционира, на пример, каде што Силвана Бонева
држи пресконференција за женски прашања, родови прашања, унијата на жени на ВМРО, ДПМН и корпус на прашања кои што се поврзани со тоа и нормално новинар, на пример, ја прашува за производство на електрична енергија, вати, мегавати и слични, Бонева вели, ова е тематска пресконференција, јас го покривам другиот корпус на прашања за кое што предмалку изборував, а за тоа обратете се до АД Електрани на Македонија. Значи, не е ништо ново, тоа го прават и други, така што во тој дел, мислам дека ВМРО ДПМН не е исклучок, туку се работи за едно широко распространено, да не речам правило, и во една реченица во врска со дебатирање и не дебатирање, верувате, јас еднаш месечно дебатирам, 9-10 саат дојде, не може дома да си одиме од дебатирање, така што голем број на дебати имаме, колку што можеме гледаме да стигнеме. Благодарам. Ако му поверувавте на Владко за ова, веќе ви кажам еден пример. Во Рете, ако Бичеклиски има пресконференција и му постават прашање која е адресата на Иво Котевски, кој судот не може да го најде да му врачи покана, Бичеклиски да каже не знам. Поставете го на соодветно место, не знаеме каде. Ама ако Бичеклиски го прашаат, а каде живеете вие, господине портпарол на ВМРО ДПМН, за да вас некој ви испрати покана, и за да после 3 години од оговлекување на еден случај за клевета, најпосле тој добие завршница, тогаш мислам дека немате аргумент за да се оправдате. Вакви случаи има секоја недела по неколку. Дали опозицијата е дел од проблемот, јас ќе се обидам да бидам објективна и да кажам не. Бидејќи без јака опозиција, секоја држава може да издржи. Меѓутоа, без елементарно почитување на правилата и без демократија, не. Во Македонија основните прашања станаа проблематични. Кога човек ќе излезе и ќе каже спротивно мислење од владата, може да биде лустриран, може да биде сатанизиран и може до трето колено да му проверат како е врзан со опозицијата. Нема опозиција, нема настан, нема закон за млади кој може да ја разбуди оваа власт од тој лош сон кој за жал стана и наш. Благодарам. Ви благодарам. Одиме лево кај Леон. Прашање или коментар? Коментар, да. Добро вечер на сите, да ви се заблагодарам за присуството. Ќе бидам малку критичен, од едноставна причина затоа што прво израставме со вас, осем Спасеновски, кој што е приличен влад предпоставувам. Меѓутоа, вие тројца бевте носители на политичкиот процес изминативе 20 години, 15 ако не, така? Од 95 наваму сте присутни горе-доле на политичката сцена. Ивановски си, беше во младина, меѓутоа не е битно, другам беше поентата на она што сакам да го кажам. Перманентно ставате знак на еднаквост помеѓу демократијата и развојот на вашите политички партии. Тоа не е точно. Едно општество не се развива преку развојот на политичките партии, преку развојот на вашите интерни дебати. Прво и основно. Вечерашна тема беше дебата за развој на демократијата во Македонија. Дали постои или не, требаше да ги одбраните. Не сметам дека ниту едниот, ниту другиот тим успеа тоа да го направи. Од едноставна причина затоа што менталните матрици и во двете партии не совпаѓаат со елементарниот концепт на дебат. Имена реченица вика вака: не се согласувам со тоа што го кажуваш, ама до смрт ќе го бранам правото да го кажеш тоа што го кажуваш, така? Не сметам дека ниту една од вашите политички партии на кои што вие припаѓате во својата елементарна политичка матрица е способна да се однесе со оваа идеја. Зошто? Затоа што изминативе години цело време се менуваат. Кога сте во опозиција кажувате едно, кога сте во опозиција кажувате друго. Односно го правите она кое што вас најмногу ви одговара. Го критикувате популизмот, иако СДС се користеше со истиот тој популизм изминативе 10 години додека беше на власт. ВМРО го критикуваше тој популизам додека беше во опозиција, па се користи со апсолутно истиот. Само со тоа што тие се користат малку подобро, затоа што најверојатно во периодот додека беа во опозиција има подобри ментори од странство кои што ги научи како тоа добро да го направат. Затоа не ви се криви они. Треба валјда да научите. Тоа беше горе-доле коментарот. Благодарам. Би сакала да потенцирам дека демократијата не е имагинарна вредност или нешто што може само да го замислуваме. Демократијата е нешто што се практицира и се покажува со дело. И верувам дека доколку двата тима, еве малку обединувачка дејност да имам вечерва, доколку би ги поставила прашањата, двете, доколку е технички возможно, на двата тима,
како го оценуваат степенот на развој на демократијата внатре-партиски во нивните партии и дали постои внатре-партиска дебата? Верувам дека ќе се сложат и двата тима ќе одговорат дека постои многу висок степен на демократија. Со куртоазното, нели секогаш може уште малку повеќе. Меѓутоа, не би прашала тоа, еве би сакала да поставам прашање до опозицијата, еве госпоѓа Радмила Шекеринска, доколку може. Тврдите дека не постои доволно дебата за развој на демократијата. Дали може да ни дадете одговор како опозицијата смета во иднина да работи, да вложи напори во однос на тоа да се подобри демократизацијата, се демократизира општеството и Македонија, меѓутоа доколку може без зона за дебата се потребни двајца и немаме од другата страна соговорници. Ви благодарам. Јас бев не млада, мала бев, кога се случи оној судир помеѓу Вевчан и Октеси. И не знам колку од вас воопшто знаат дека имало таков судир. Колку што можам да се сетам, беше тоа за правото на користење на вода од водоводот и двете села практично дојдоа на нож и се случи голем политички проблем, бидејќи тоа беше само една иницијална каписла за отварање на некои теми. Меѓутоа, еден политичар изгради кариера од неговата теза дека и вие сте во право, и вие сте во право. Тој политичар, Васил Тупурковски, изгради кариера која упропасти во првиот момент кога дојде на власт. Меѓутоа, мислам дека тезите кои станаа многу модерни во Македонија долго време, не е сега може би помалку, а тоа е сите се подеднакво лоши. Се рецепт сите да станеме пасивни. Кога опозицијата не е доволно добра, има многу лесно решение. Сменете. Проблемот кога власта не е доволно добра, а при тоа институциите се тука, незаконски да ја чуваат нејзината позиција, е што тогаш немате многу методи на располагање. Дали во Македонија опозицијата го има волшебното решение? Ако го имавме, ќе го употребевме. Го немаме и за тоа заслужуваме критики. Не сакам обланда околу сето тоа. Меѓутоа, ние во еден момент ќе се соочиме со клучното прашање. Дали демократијата во Македонија е толку функционална за да може со демократски пат, со демократски средства, таа да се одржува во живот. Ние се уште сметаме да. Може би наивно се надеваме. Меѓутоа, ја ќе завршам со една реченица која не се сеќавам од кого беше. Демократијата нема да умре со убиство од заседа. Таа ќе умре од апатија, од индиферентност и од неухранетост. Мислам дека тезата сите се подеднакво лоши. Мислам дека тезата нема решение во рамки на политичкото организирање, е токму таа неухранетост која ја стимулира власта, која е корисна на власта и која што за жал дава добри резултати. Благодарам. Треба да смислам, дуродам. Прво, колку седиме од прилика на 2 часа на оваа трибина, која што е доволно провокативна, има дебата компонента, има демократија компонента, и според мене, за жал, си изнаслушавме чудни работи, кој, например, лошите аналогии на Владко Ѓорчев, или примерите за Фейсбук во собрание на господинот Игор Ивановски, или чудните примери на Сашо од Политико и на Гицов прашањата, и така натаму, и така натаму. И како да има еден розев слон во оваа соба, која што само публиката го гледа, а тоа е дека 6 години во Македонија немавме дебата помеѓу премиерот на државата и помеѓу лидерот на опозицијата. Тоа за мене, господица Трајковска, како приватник на младата генерација, е страшно, фрапантно и вината не оди на граѓаните, бидејќи што треба да правиме? Седнеме пред телевизија да плачеме, ве молиме дуел. Туку вината оди на вината оди на страна на политичарите, оди на страна на медиумите, бидејќи она таму се вика тајмерчи, во случај да не знаат, може да го употребат во нивните емисии, оди на вина на медиумите и така натаму и така натаму. Така што тоа би сакале ние да го кажеме овдека, дека ние ја сакаме дебатата и од страна на власта и од страна на опозицијата. За жал, никој не може да ни овозможи на нас таа дебата која што веќе неколку пати споменав дека ја сакаме. Фала. Добро вечер на сите. Многу ми е драго да видам дека по 12 години МОВ успеа да направи еден ваков собир. Јас сум еден, значи, прво моето име и презиме, јас сум Оливера Симовска Нака и јас сум едно од тие мали дечиња кои многу
наивно влезе во светот на дебатата, кога дебата во Македонија на вистина не постоеше. Маријан Забрчанец и Весна Ивановска, која седи до мене, се моите први ученици. И на вистина сум горда што гледам дека стигнаме до тука и што гледам дека на вистина се фактор во развојот на демократијата и дебатата во Македонија. И Ермира Мехмети беше. И Ермира Мехмети, мојот соиграч во мојот тим. Во секој случај, мојот коментар се однесуваше на тоа дека на Македонија и треба критичко размислување. На Македонија и треба едукација како да се слушне соговорникот. На Македонија не и требаат етикети и бои. Ние сите ве сакаме, вие сте дел од нас. Вие не сте некој кој треба да го исклучиме од нас, некој што има право да кажува и одлучува, без разлика кој во моментот е на власт или во опозиција. Ние учиме од вас. Вие сте нашиот модел. Вие сте тие кои на овие идни лидери кои се тука, членови на МОФ или не, кои треба да им покажете што значи да се води една држава, што значи да се бори за една држава, што значи да се гради една држава. Јас, како дел од таа дебатна програма, пропагирам, апелирам и барам од вас, како некакви фактори во оваа држава, во нашето образование да се вклучи критичкото размислување, пишување и учење. Тоа е нешто што беше еднаш цел, но што треба да продолжи да се развива, за да идните поколенија, идните лидери го немаат овој проблем кој што го имате вие. Ви благодарам уште еднаш. Милена, ти благодарам што ги застапуваш целите на МОФ. Александар, дали остануваш неки од преска меѓу првите пријавени, дали си заинтересиран се уште во ред? Тука да молам микрофонот. Здраво, Александар Митров. Сега имав прашање до сите, идентично прашање до сите четворица, ама ќе го почитувам купниот ред и ќе го наменам на Игор Ивановски, дека тој ме поттикна на прашање. Иако сметам дека и тоа ограничување временско за прашање или во парламентот исто така во име на брзо донесување одлуки е антидемократско, бидејќи брзата одлука не е демократска, бидејќи не е издржана одлука. Сега прашањето кое го поттикна Игор Ивановски е тоа дека поголем број од населението во оваа земја живее со 60 денари во џеб, или не знам како кажа. Значи во тоа е во право дека мал број од населението е привилегирано да може да учествува во политички одлуки, да донесува некакви одлуки. Во вие четворици сте пратеници, вие сте добро платени за да имате некоја визија за ова општество. Ние тука што имаме некои приходи и така може да се уклучиме во слободно време, а има најголем дел од населението кое постојано обстојува со една мисла како да обстои, како да се прехрани, тоа не е вклучено во политичкиот живот. И сега за тоа ја оваа прилика ќе искористам да го прашам Игор Ивановски, која е неговата визија за демократско општество, кој е неговиот идеал во 2 минути, да видиме кој како размислува тие што имаат право да одлучуваат за нас. Фала. Во 2 минути за идеал нема шанси да се одговори, бидејќи ниту пак може временски да се ограничи дебата за идеал, но дозволете во овие 2 минути да го парафразирам или да го дополнам она што го споменав. Со празен стомак не се мисли за демократија. Со 60 денари во џеб се мисли како да станат тие 120, 180 или со 60 како да купиш леп, месо, патики, така нареченото бесплатно образование што го нема, бесплатно здравство што го нема. Зашто велам дека тоа на власти одговара? Бидејќи тогаш тие луѓе мислат само за гола екзистенција и се подложни на изборна корупција. На избори, за жал, се легализираше во Македонија тоа што се случуваше во Бугарија под режимот на Бојко Борисов и тоа што се случува во Русија. Гласовите се купуваат. Тоа како опозиција не можеме да го докажеме, бидејќи сме опозиција и не сме во МВР. Ама тоа се пишува во сите извештаи на ОПСЕ и на УДИХР, тоа е официјална констатација на Советот на Европа. И кој е идеалот за слободно општество? Тој е идеал. Тој никогаш, предпоставам, нема да се достигне. Како математиката што има вредности што се бесконечни. Но она што може да се достигне во оваа држава е да, ако сакаме да имаме вистински интелектуалци, делумно
тие да ја запазат дефиницијата дека една од дефинициите дека интелектуалец е оној што е финансиски независен. Па дел од нашите официјални интелектуалци да не бидат на купопродажба и да се злоупотребени за промовирање на своите тези. Ајде да видиме во оваа држава некоја се жртвува за слободата и за демократијата, како што, впрочем, тоа вие го правите, почнувајќи од политичарите. Ама за жал, многу малку гледаме подготвено за жртва. И меѓу новинарите, и меѓу политичарите. Во оваа држава се уште владе конформизмот. Јан Палах е само една легенда која што никој не ја познава, како преносна смисла. Кога во оваа држава ние ќе можеме да речеме дека сме достигнале едно ниво, каде што секој ќе може да каже што сака, да не се секира дека некој ќе го истепа, ќе му искрши ковата или ќе заврши во затвор и дека за својата работа ќе има пристојна плата која што ќе го направи лично задоволен. Меѓу останатите работи, вклучително и да се елиминираат основните правила на демократија, да се постават основните правила, да имаме и медиуми, да имаме и судство за заштита, да имаме администрација што ќе ни биде сервис, да имаме министри по латинско да како слуги на народот и да ги имаме претениците како автентичен глас на народот кој што ќе одговараат пред народот, а не пред собствената партија. Извинете ако во 2 минути не го дефинирав добро идеалот, но мислам дека тоа никој во сала не може да го направи. Благодарам. Ќе одиме со последното прашање, девојката со зелената капа. Имате можноста во 2 минути да ја затворите оваа дебата. Јас сум Јасна Атанасова и најпрво би кажала дека се согласувам со насловот на Лупевска и се запрашувам доколку сме антички народ, каде сме биле кога Аристотел говори за риторика и дебата. И моето прашање оди до Спасеновски, кој што велеше дека има многу слободи и многу демократија и никогаш не е доволно од слобода и демократија. И тука би ја напоменала една интернационална организација која што се вика ЛОЕШЕ и која што преку креативно опишување се бори против она што е незадоволна во општеството. Има една фраза од нив која што вели колку демократија може да издржи една демократија. Така што моето прашање е колку слободи може и колку критики може една власт и опозиција, не е важно, да издржи од народот. И со тоа да го искритикувате потегот на Јанкуловска, која што не се појави на јавната дебата, кога ја повика движењето Стоп на полициската бруталност. Благодарам на прашањето, а воедно ја користам приликата да со оглед на тоа дека последна дискусија се заблагодарам на присуството и да им честитам на организаторите за навистина совршената организација. Во однос на прашањата кои што ги поставивте, би сакал да кажам неколку работи, имено ако добро ве разбрав, вие упатувате на две констатации. Првата е колку критики може да издржи една влада и второто прашање е колку демократија може да издржи една демократија или една држава. Ќе тргнам од почеток, ако ве разбрав добро, во однос на критиките кон владата, односно критиките кон владачката партија преку примерот кој што го споменавте, би сакал да кажам еден принципиелен став дека една влада треба да издржи онолку критики колку што заслужува. Заради тоа што таа ја презема одговорноста на избори доверена од граѓаните да управува со нивните животи и нивните судбини. Некој спомна дека нормално владата или партикуларни политичари ги бидат критикувани заради тоа што ти управуваат со огромни буџети кои што треба да овозможат остварување определен напредок. Во таа смисла, накратко мојот одговор бил дека една влада треба да биде критикуван или заслужува критика, или било кој политички актер заслужува критика онолку колку што заслужува, ни повеќе ни помалку. А во однос на тоа колку демократија може да издржи една демократија, мислам дека за ова прашање можеби треба малку поширока елаборација, меѓутоа сметам дека демократијата, односно слободата на другите, тоа мислам дека и се предава на факултетите, во крајна линија
треба да биде ограничена со слободата на другиот, меѓутоа и она што се нарекува народен морал, етички вредности и така натаму, кои што во партикуларниот историски момент се дозволени, оправдани, разбрани од страна на луѓето и како такви прифатени. Значи, уште еднаш благодарам за поканата од организаторите и благодарност за присуството и интересот на учесниците во оваа дебата и секако огромна благодарност до колегите од опозицијата за конструктивната дебата оваа вечер. Јас бих замолил двата тима да се поздрават, бидејќи тоа е некое правило во нашиот формат на дебатирање. Воедно да ви честитам. Воедно да ви честитам уште еднаш за одлуката да учествувате на оваа јавна дебата. Втор пат после лани успеваме да ги седнеме на иста маса власт и опозицијата, ќе продолжиме да организираме вакви настани, не само аргумент. МОВ на годишно ниво организира повеќе од 50 јавни дебати. Да се заблагодарам на новинарите, на гостите говорници кои што дадоа една поинаква перспектива во да се заблагодарам на целиот тим на Владински образовен форум. На Радио МОВ кој што го емитуваше во живо настан. Твитер заедница која што го направи настанот трендинг топик на македонската телевизија. На Маријан за неговиот хумор. И на вас, ценета публика, која што ни бевте најважни и без вас немаше да можеме да дискутираме и да го направиме овој настан во нашето вечер.